Минхенската полиција соопшти дека во вооружениот напад во трговскиот центар загинале 10 луѓе, а 27 се повредени. 7 од жртвите биле тинеџери. Како што соопштија локалните власти, меѓу загинатите и напаѓачот кој се самоубил и најверојатно действувал сам, со што новите информации ги побиваат претходните извештаи дека во нападот учествувале тројца сторители. Се работи за германски државјанин со иранско потекло, кој живеел во градот во последните 2 години. Од полицијата велат дека осомничениот маж не им бил познат од претходно и не е ниту на една листа на лица поврзани со тероризам. Шефот на полицијата во Минхен, Хуберту Сандере, изјави дека при претресот на станот на напаѓачот од трговскиот центар не се откриени докази за негова поврзаност со исламска држава, но пронајдена е литература за масовни убиства и се претпоставува дека бил инспириран од Андреш Брейвик, кој пред 5 години уби 77 лица во Осло и на островот Јутоја. Напаѓачот, идентификуван како 18 годишниот Али Давид Сомболи, живеел заедно со своите родители во реонот Макс Форшват. Тој се лекувал од депресија. Неговите родители поради шок се уште не се во можност да и помогнат на полицијата во истрагата, која не може да ги утврди мотивите за нападот. Според шефот на полицијата во Минхен, властите не можеа да пронајдат сличности во нападот со воз, што се случи во покрајината Баварија, при што беа повредени 10 луѓе. Одговорноста за тој напад, извршен од 17 годишно момче со афганистанско потекло, го презеде Исламска држава. За нападот во Минхен засега ниту една група нема преземена одговорност. Полицијата се уште ги анализира снимките направени од очевидци на настанот, во обид да открие какви пораки упатувал напаѓачот во текот на расправиите со луѓето, што го убедувале да не пука по невините граѓани. Инаку полицијата со часови го пребаруваше градот за да го најде напаѓачот, а повикана беше и елитната германска антитерористичка единица да помогне во потрагата. Телото на напаѓачот беше пронајдено на 1 километар од терористичкиот напад.